Добро вечер, Македонија. Уште една дневна предизборна доза на рапорт со Јофе, на крајот на уште еден прекрасен ден со вкупно 124 променети годишни времења. Редовните гледачи добро знаат дека многу посветено и со голем интерес недели на нас следиме неколку приказни. Една од нив е таа со премиерот и неговиот мобилен телефон, од кој според нашите предпоставки влегува на Facebook. Денес имаме ново продолжение на приказната, но пред да одиме со него се разбира подсетување на претходните делови. Реализацијата на овој проект ќе придонесе за подобра комуникација меѓу општините Аеродром, Кисела Вода и Казинова, и што ќе се зголеми проточноста на возилата, а ќе се намали времетрајање на патување. Оваа сообраќајница ќе овозможи зголемување и унапредување на нивото на безбедност во сообраќајот, а нејзината проточност ќе придонесе и за зачувување на животната средина. Реализацијата на вториот сегмент од булевар Србија е дел од заложбите на градот Скопје. Почитувана господја Елизабета Канчевска-Милевска, министер за култура на почитуван поглавар на Македонската православна црква, архиепископ Охридски и македонски господин Стефан. Ете така, тоа се моментите што ги имаме фатено на камера, а веројатно има уште еден куп кои ги немаме, а сигурно се случиле, бидејќи многу нормално. Секогаш е многу поинтересно да си игра со телефонот, отколку да слушаш досадни говори. Сега, како што веќе кажав, имаме уште еден ваков момент. Се случуваше вчера во просториите на општина Кисела Вода, додека се доделуваа решенијата за легализација на бесправно изградени објекти, а како што ги можете да забележите, повторно ја вклучивме технологијата за читање мисли. Режија, пуштај. И сега ќе видат овие на Facebook што ќе им напишам. Пази ова. Зошто децата во Македонија се плашат да отворат шоколада? Па за да не им појдам на свечено отворање. Не само Јофе ќе се зеза со мене, кој јас не можам да правам шеги на своја сметка. Кажи, миле. Не, овој Миле не се разбира во Facebook, туку да јас уште еден статус ќе напишам. Само да не ме види некој. Не бе, сите го слушаат говоров. Пази сега. Колку ВМРО-вци се потребни за да сменат сијалица. Не да помене овој? Не бе, не окей. И сега одговоров е многу јак. Ниеден. Бранко ја расипа, Бранко нека си ја смени. И еве го овде испрати. Супер. Дај сега ќе се правам дека внимавам на часот. Да, тоа се случуваше вчера во општина Кисела Вода и е дел од редовната навика на премиерот да си чепка по телефонот додека другите зборуваат. До сега само тој го правеше тоа, но вчера и министерот Јанакиевски се фати за телефонот. Технологијата за читање мисли ја вклучуваме и за него. Режија? Не, уште не ме прифатил за пријател премиеров. Види тој после во влада. Премиере, тај ќе ве молам прифатете го министерот. Не е убаво така да не може да ги чита вашите статуси. А господин Јанакиевски, ако не сака тој да ве прифати, додадете ме мене за пријател. Јас веднаш ќе ве прифатам. Можете да дојдете и на фанпејџот на ова шоу на адресата facebook.com/нарапорт со Јофе. Се лајкнуваме. Чао.